Почитуван подпредседател на Собранието, почитувани колеги пратеници и пратенички, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес зборуваме за нешто многу повеќе од законски одредби, зборуваме за сигурност, за достоинство, зборуваме за човекови судбини. Пред нас е предлог закон за изменување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, закон кој директно ги засега нашите мајки, татковци, нашите соседи, наставници, работници, нашите пензионери. И ако има нешто што како држава сме должни, тоа е грижата за луѓето кои го дадоа својот труд, својата младост и своите години во темелите на оваа држава. Зошто овие измени се праведни, потребни и човечки? Со членот 1 го олеснуваме процесот на остварување право на пензија, наместо осигуреникот да поднесува барање во место каде последно бил вработен, што неретко е некој друг град или рурална општина, сега може тоа да го стори во местото каде што живее. Човек не треба да патува километри, да оди по шалтери и да се снаоѓа во лавиринти од административни бариери. Ние сме тука да ги скратиме тие лавиринти, а не да ги множиме. Така покажуваме грижа, така работи една ефикасна држава. Пензии кои достојно ги поддржуваат старите луѓе. Членот 2 носи преодно решение за усогласување на пензиите на 1 септември 2025 година и 1 март 2026 година и со ова ја испраќаме јасната порака дека не сме тука само да следиме формули, туку да донесеме правда. Ајде да погледнеме малку по-конкретно. Пензиски пар на почетокот од 2024 година, таа со пензија од 13.000 денари и тој со иста пензија од 13.000 денари, заедно 26.000 денари. Со усогласувањата кои владата ги прави и кои ги предвидуваме во овој закон до септември 25 година, нивните пензии ќе бидат по 19.000 денари, а во март 26-та заеднички 40.000 денари. Тоа покачување од над 50% за 2 години. Тоа е конкретен, реален и мерлив напредок. Тоа е политика на солидарност, а не политика на статистика. Тоа е исправање на неправда што децении ги следи нашите пензионери. Зошто линеарно, а не само процентуално? Ете, некој ќе праша зошто линеарно, а не по некоја формула. Одговорот е едноставен и чесен, затоа што правдата понекогаш бара да ги третираме еднакво оние кои што најмалку имале. Ова е политика на еднаквост, не на математичка рамнодушност. Зошто сега? Затоа што време е за отварање на вратите на социјалната правда. Ова не е обичен предлог закон. Ова е тест за нашето чувство на одговорност. Нашите пензионери не се бројки, тие се живи лица со болки во колена, со кредити за лекови, со внуци на кои сакаат да купат книги или зимска јакна. Дали некој од вас може да им каже немаме пари за вас? Јас не можам и не сакам да живеам во таква држава и затоа сум за овој закон. Ова е државнички потек, а не партиска калкулација. Може би некој ќе рече пред избори сте, сега се сетивте на нив, но јас ќе ви кажам дека ние не се сетивме сега. Ние континуирано покажуваме грижа, а со овој закон само продолжуваме. Двата најголеми предизвици досега беа одржување на стабилност на ПИОМ и гарантирање редовна и навремена исплата на пензии. Ги исполнивме и двата. И сега кога имаме простор го враќаме долгот со достоинство, со чест, со конкретни мерки. Може да заклучиме дека се работи за иднината на ова општество. Кога СДСМ беше на власт, пензионерите беа оставени на милост и немилост, ветуваа живот за сите, а донесоа поништени надежи и празни новчаници. СДСМ не испорача, пензионерите беа измамени со празни ветувања. Во нивните мандати не видовме реформска волја, туку политичка рамнодушност. Усогласувањето на пензиите беше минимално, селективно и далеко од она што го заслужуваат луѓето кои цел живот вложувале во државата. Линеарно покачување, ниту збор. Редовна поддршка за најсиромашните пензионери, заборавено. Борба против инфлацијата и поскапувањето. Само декларативна. Додека пензионерите се бореа да преживеат со 11.000 или 13.000 денари месечно, политичарите од СДСМ си ги зголемуваа функционерските надоместоци и си делеле бенефиции. Тие на кои најмногу им требаше поддршка, добија најмалку.
Пензионерите не добија правда, туку добија игнорирање. Да се подсетиме дека пред само една година тогашната министерка Тренчевска тврдеше дека двајца пензионери можат да живеат со по 12.000 денари. Денес тие ќе имаат по 19.000 денари. Наместо да создадат систем кој ќе обезбеди достоинствена старост, СДСМ ја користеше ПИОМ како статистика за пофалби, додека реалноста на теренот беше горчлива. Пензии што не следеа реална инфлација, лекови кои стануваа луксус, сметки кои ги јадеа малите приходи. Достоинството не се ветува, се испорачува. Пензионерите не се статистика. Тие се луѓе и затоа новата политика треба да биде социјално одговорна, државнички исправна и човечки чувствителна. Затоа и новиот пристап предвидува линеарно зголемување на пензиите, еднаква поддршка за секој пензионер. Усогласување според реални услови, не според формални проценти. Гаранција дека никој пензионер нема да живее под линијата на достоинствен живот. На СДСМ им заврши времето на зборови. Сега е време за дела, за сигурност и за вистинска грижа. Пензионерите заслужуваат многу повеќе и тоа време доаѓа. Колеги, законот што денес го носиме е мала верификација на голема вистина. Дека државата не заборава, дека ова собрание знае каде му е срцето. Да гласаме за достоинство, да гласаме за правда, да гласаме за сигурност на оние кои што не одгледале. Ги повикувам сите пратеници да го поддржат овој предлог закон, затоа што кога пензионер ќе каже имам за лекови и за внуци, тога знаеме дека сме направиле нешто вистински вредно. Ви благодарам. Благодарам и вам. За збор е пријавена пратеничката Јованка Тренчевска.